денови или последниот месец ден имавме две најави за можен атентат. Едното е во Србија на Борис Тадич и на Бојко Борисов во Бугарија. Кај Борис Тадич стана збор за тој наркокартел или кокински картел на Дарко Шарич, кој годишно врте некаде околу 5 милиарди евра црни пари, додека во Бугарија стануваше збор за атентат на Бојко Борисов, Нагли се вика групацијата која се бави со одредени отмици, киднапирање и така натаму, и која за потребите наводно на атентат на Бојко Борисов веќе купила некој рачен бацач во Солун. Секој атентат, да кажеме, има свој конкретен интерес, своја конкретна причина и најверојатно сега овие атентати обиди за атентати што се спомнуваат во јавноста, најверојатно сега тие политички структури во Србија, во Бугарија нешто им изгрешиле на овие структури, бидејќи не е непознато откога тие структури, да кажеме, криминални ќе помогнат во нивното етаблирање во политиката, после тие политички настојуваат да се оттргнат од таа нивна контрола, да кажеме, да делуваат самостојно. Политичарите ги користат услугите на тие криминални структури да дојдат на власт, кога ќе дојдат на власт подоцна заборават на одредени обврски во наводници што ги имат према тие криминални гангови. Па тие се конкретни причини за секој атентат и Джинџиш беше така убиен, например. И тогаш настанува таа игра. Што според вас беа мотивите за атентат на Киро Глигоров? Да спомнам еве сега за прв пат во вашата емисија, бидејќи тоа пред 10 дена ми беше презентирана една телеграма од МВР, од едни патриоти во тајната македонска полиција, и таму јас сум просто фрапиран кога видов дека уште пред 10 години оперативната акција Автомобил, која што беше заведена за да ги истражува причините и да го расветли атентатот врз Глигоров, е фактички укината и не постои, не функционира. Уште пред 10 години. Уште пред 10 години, а ние сите слушаме дека на секоја годишнина од атентатот на Глигоров, секој министер за внатрешни работи во овие 15 години јасно кажува дека истрагата е отворена и дека се работи на таа истрага се вика Автомобил. Оперативна акција Автомобил, тоа за неопатените, да кажем дека службата за државна безбедност пред секој некој битен настан заведува оперативна акција. За тој настан беше заведена таа акција Автомобил и тука се сливаат сите сознанија, сите податоци за во врска со атентатот се анализираат се. Таа акција денес значи така има пред 10 години и јас сакам да упатам тука стварно еден повик, не ги гледам навистина причина зошто се лаже македонскиот народ дека се работи на атентатот на Глигоров и најповеќе зошто се лаже самиот Глигоров кој веќе е во длабока возраст, кој што секоја година му се кажува дека истрагата трае, дека Глигоров во едно интервју со мене вели дека имал 2 средби со шефот на германските тајни служби и со шефот на американските тајни служби. Тоаш мислам дека се викаше господинот Тенат некаде пред 7-8 години и дека поборал лично од нив ако има да му достат информации кој стои за атентатот и никој што не е сторено. Па ебе сега Македонија можеби него искористи моментот, нели цело време се кажуваше дека со падот на Милошевиќ Србија поминува во една демократска фаза на својот развој. Знаете, господин Бачев, некаде пред една година разговарав со шефот на српската полиција кој доаѓа на таа функција веднаш после падот на Милошевиќ, Божа Прелевич, значи тие 3 или 4 месеци, и ние постојано сметавме дека од север доаѓаат нарачителите или не знам извршителите на атентатот и дека секогаш во тие архиви на српската полиција може нешто да се најде. Тие 3-4 месеци се многу интересни што ви кажавте. Сега ќе наведам некои моменти баш околу тој период. Сите знаеме атентатот се случи на 3 октомври 1995 година. Сега тука е интересна ситуацијата. Таа 95 година е многу интересна. Веќе во тој период пред атентатот текстот на договорот за партнерство за мир на Македонија со НАТО е составен и требаше да се потпише на 15 ноември 1995 година. А ден предходно Киро Глигоров престојува во Белград, кај Милошевиќ на 2 октомври. Времената спогодба со Грција направена под покровителство на американците. И сега што е интересно тоа партнерство за мир. До 1995 година Македонија е под силна контрола на КОС, нашето државно раководство на чело со Киро Глигоров и нашите тајни служби. Фактички Македонија во тој период и нема тајна служба, до 1995 година е некаква филијала на КОС од Белград и сега 1995 година станува радикален пресврт. Македонија скроз ги менува своји приоритети. И на таа средба на Милошевиќ на 2 октомври 1995 година Киро Глигоров јасно му кажува дека ќе го потпишеме партнерството за мир и кажува народски му кажува пријатно со вас, повеќе прекасната заврши, ние одиме со Америка. Значи од тогаш се етаблира тоа стратешко партнерство со Америка и фактички некаде од 1995 година ЦИЕ ќе завладее со овој простор тука во Македонија и тогаш македонската служба и останатите служби во регионот веќе ќе бидат под комплетно влијание на ЦИЕ. Од тој период вела дека центарот на ЦИЕ е во Софија, денес вела дека центарот на ЦИЕ е во Скопје, меѓутоа сите политички аналитичари вела дека независноста на Македонија и опстанокот на Македонија се должи на ЦИЕ и на американците. Сега значи таа е едната линија кај што би можело да се истражува во КОС во тој момент или отклонувањето на Македонија од КОС. Па тоа е така, во тој момент веќе како што кажав Македонија радикално ја менува својот надворешна политички приоритети и го најавува тоа стратешко партнерство со како што кажав со Америка и го потпишува тоа партнерство за мир.
Господине Бачев, кои се најчести мотиви за еден атентат на Балканот? Имавме многу примери од Джинџич, Киро Глигоров и така натаму. Кои се најчестите мотиви по вас? Па тука на Балканскиот регион има една интересна појава веќе неколку година назад на етабирање на тој криминално-политички проект, кој што во чија позадина стојат тие криминално-мафијашки структури кои што во тие матни времиња на транзиција направија енормни богатства. И мислите дека толку се мокни ден денеска? И сега кога натрупаат тие богатства, сега одат во таа фаза медиумски и политички да завладеат на тој простор на поранешна Југославија, и тоа не е никаква тајна. Веќе тие ги имавме тие случаи на нивна инволвираност при изборот на Месич, господинот Джинџич, и дури имаше обид тоа го направи во Македонија, но за нивна жал не успеа тој проект. Најчести се политичките мотиви за тие атентати. А не се криминални, значи да се елиминира одредена политичка личност и да се создаде одреден позитивен или посакуван политички амбиент во една држава. Па видите се, атентатите може да ги вршат неформални групи на тие мафијашки структури кога ќе им чепнете во нивните интереси на тој профит и бизнеси. Што значи тоа неформални групи по вас? Па тоа тие криминално-мафијашки структури кои што ги спомнав, и атентатите од друга страна може да ги вршат и со легални структури. Државата преку своите легални органи, преку своите тајни служби, бидејќи не е тајна дека сите позначајни земји имаат дури легални оддели за ликвидација. Сите земји на Балканот, мислите? Не, овие поранешна Југославија имаше, сега овие кога се распадна Југославија, мислам дека тој оддел го имаше. Србија во Македонија 90-та година немаше таков оддел во. Вела дека тоа е одредена одлука или одреден концепт и проект направен од Стане Доланц некаде пред 30-40 години на просторот на поранешна Југославија, одредени криминални структури типот на Аркан, Љубоземунац или било кој, да се инкорпорираат од тајните служби, да им се дадат одредени аливи ситуации, да им се дадат пасоши, да им се гледа низ прст, тие да направат одредени екзекуции за одредени политички потреби. На тоа претпоставам мислите? Па тие се два моменти, или службата може да користи услуги на тие мафијашки структури криминални што ја кажавте, или тоа се е посебен оддел со вработени во самата служба кои што се обучени да вршат ликвидации. Луѓето кои ги познаваат тој работа вела дека на Балканот не е можен политички атентат без локална поддршка на одредени служби. Па да, тука се сложувам со тоа, без внатрешно помагање или така јатаци, како да ја кажеме по едноставно, не би можел да успее било кој дури да е најсовршено прецизно планиран било кој атентат. Интересно е дека постои одредени инсинуации за така наречена француска врска во евентуалниот атентат врз Борис Трајковски, иако реално да говориме, всушност сите индикации покажуваат дека таму станува збор за еден класичен несреќен случај. Што е со Борис Трајковски? Според многумина несреќен случај, меѓутоа има одредени спекулации за атентат. Јас навистина не верувам во тие приказни дека е направен атентат врз Борис Трајковски и сметам дека е несреќен случај, меѓутоа кои се вашите сознанија? Јас се слагам исто дека случајот со Борис Трајковски е несреќен случај, тоа од два моменти. Првиот момент е, имајќи ја предвид таа структура на тие војници од тие меѓународни контингенти кои се распоредија на овие балкански простори. И таков случајот и со тие, мислам, во тоа трагично утро на 26 февруари 2004 година, контролната кула во Мостар биле двајца француски војници. Тоа бе една структура на лица кои што ние се кејаме пред 10 на години, ги имавме тука и во Македонија, како шетат наоружени по центарот, како демолираат кафичи, кафани, не признаваат домашни и легални органи. И тие лица едноставно има едно самобендисано и арогантно однесување. И ако се сеќавате дури како резултат на такво однесување убија и македонски министер. Се сеќавате на случката во Велес кога возејќи од Кафаново до Велес текна во обратен правец, како резултат на самобендисано однесување, и тие има високи плати и тие најобично беа или пиени или другирани. И сега се наврата на случајот на Трајковски, најверојатно тие француски војници тоа утро имале едно такво неодговорно однесување, башка што кажав другирани, пиени, најверојатно биле не наспиени, бидејќи случајот се случи некаде 6,5-7 сати со Бајле на Мостарскиот аеродром. И уште повеќе ако се има предвид дека тие аеродроми, да кажеме, Мостар и останатите балкански земји, иако носат бомбастички називи меѓународни, тоа се обични шупи. Значи немаше никакви политички мотиви да биде направен тој атентат на Борис Трајковски. Па нема, јас кажав, тој слепо ги исполнуваше сите нивни барања, сите нивни замисли. И не гледам логиката, бидејќи секој атентат има своја логика, има своја причина, конкретна причина зашто би се презел таков еден акт.